Со 17 канделабри кои имаат автоматски систем на намалување на потрошувачката на струја, осветлен е влезот на Гостивар од наплатната рампа кон градот од скоро 1 километар. Проектот во вредност од 3,2 милиони денари го реализира јавното претпријатие за државни патишта. Светилките за прв пат беа пуштени денес при промовирање на инвестицијата. Значи денеска и пуштаме во употреба првите 900 метри осветлување на делот од наплатната станица Гостивар према градот Гостивар. И тоа е првата фаза, ќе продолжиме наредната година со додатно осветлување према градот. Оваа клучка според реализацијата на владината програма требаше да биде готова 2015 година, меѓутоа како што гледате завршивме пред време и ќе продолжиме и понатака. И останатите клучки кои не се зацртани за реализација во периодот што следува. Инвестиционата вредност изнесува некаде околу 3,2 милиони денари, поставени осветлени се, како што кажав и на почетокот, околу 900 метри должни. Георгиевски нагласи дека осветлувањето на автопатите, магистралните патишта, клучките, тунелите низ земјава е работа на која јавното претпријатие постојано посветува внимание. Воедно би напоменал дека оваа година веќе се осветлени реализирајќи владината програма за зголемувањето на безбедноста во сообраќајот и осветлувањето на влезовите во градовите и позначајните клучки во градовите, нели, на нашите магистрални патишта и автопатишта се реализирани некаде и осветлени околу 9 километри. Минатата година таа бројка изнесуваше околу 21 километри, меѓутоа и не застануваме, продолжуваме и понатака. Канделабрите кои го осветлуваат влезот на Гостивар се високи 12 метри и штедат струја преку автоматско снижување на влезниот напон во одредено време. Од почетокот на годинава, јавното претпријатие за државни патишта ги осветли клучките на влезовите во Прилеп, Тетово, Штип, како и раскрасницата пред Вевчани.